Коста? Коста? Не е фер да се однесуваш како да си сам на излет. Тука сум. Може ли сега да прочитам нешто од твоите стихови, Коле? Се разбира дека можеш, Неленка. Ти си една од ретките која знае добро да оцени книжевност. Вез ден одам, вез ден траам, вез ден судни макич маам, глава веднам, солзи леам и сред лути рани тлеам. Блиска рода нигде немам, ни при живи дел да земам. Немам либе, гори младост, дни се нижат в страшна гладост. Коле, зошто не признаеш дека оваа песна Скитник си ја напишал за мене? Признавам, Невенка. Признавам дека скитникот си ти и милион други луѓе. Од Шпанија каде што војуваат до Кина каде што гладуваат. Прекрасни се стиховите, Коле. Треба да зборуваш со Коста. Треба да почнеш да објавуваш. Коле, на вистина е прекрасно. Делува моќно. Се гледа дека си вистински уметник. Што ако си војничанец, а некој ничанец како мене? Лено, имаме нешто за пиење? Има сок од малини. Ненке, што си свиснала во лицето? Хајде, разведри се. Види ги младите колку се среќни. Загрижен сум за телеграмата што ми ја испрати Стеван Галогажа. Доаѓа во Велес. А знаете дека е илегалец како и ние. Се плашам како ќе помине попат. Сакаш да играш топка со мене? Играј со татко ти. Јас и ти против тате и бате, како граѓански против борец. А ние кој ќе бидеме? Граѓански е појак, ама ние ќе бидеме борец. Тој си е наш. Ти како се викаш? Коста. А ти? Трајче. Трајче, имаш презиме? Чиј си? Трајче си е наш. И Коста си е наш. Коста е мој, нели Коста? Прво си мој, а после на другите. Сакаш да играм топка со вас? Ајде. Да не ти пречи малиот? Не. Само не сум многу по фудбалот. Коста Солев, грчар. Јосиф Јосифовски, учител. Селски учител. Имаш златно дете, учителе. Арслан. Уште од мал сака да биде фудбалер, а јас пак мислев комита да го правам. Лична карта, господине. Да не треба и кило крв да ти дадам. Лична карта, Неделјковичу. Наше право е да провериме имате ли документи со вас. А од кое село си, брат? Ко познат ми се гледаш. И славо говориш краљевски. Свињи. Ни го расипаа раатот. Оставете ги. Ги познавам. Едниот е војничанец, другиот од Теоло. За парче лепи од сиромаштија станаа жандарми. И сега ги тераат да си го измачуваат собствениот народ. Да си одиме, Вује. Дреман нема од овие. Кој знае што може да им текне. Да си оди, Марнович. Ненадејната појава на жандармите не беше воопшто случајна. Одамна не следеа на секаде. Особено што тој ден, додека јас со другарите бев на излет, пристигна мојот пријател и соработник Стеван Галогажа од Загреб.
писател и издавач на популарни левичарски списанија. Dobar dan. Jel ovdje stanuje Kosta Solević? Кој сте вие? Што ќе вие, Коста? Oprostite, nisam se predstavio. Ja sam Stevan Galugaža iz Zagreba. Kosta mi je dao adresu gde ga mogu naći. Да, Коста ни рече дека ќе му дојде пријател од Загреб. Тој не е дома, ама ќе дојде. Ајде, повелете, влезете. Hvala, gospođo Marije. U redu, narode, poslušajte sada. Nakon naše vrlo profesionalne i temeljne istrage, došli smo do vrlo bitne i za našu otadžbinu esencijalne informacije. Saznali smo ime prvog čoveka takozvane Crvene revolucije iz Velesa. Ispostavilo se da je to onaj mali pesnik iz grnčarske porodice Kosta Solević. Naše veličanstvo strogo naređuje da se liši slobode u ime državne bezbednosti i javnog reda i mira. Nama je pripala čast da organizujemo tu akciju za njegovo hapšenje. Ima neko pitanje? Šta ćemo da radimo ako se ljudi okupe oko njega? Tucite ih. Imate potpuno ovlašćenje. Ali, gospodine, on je vrlo popularan. Zar ne mislite da... Ne mislimo, vidi šta! Odluka je konačna. Hapsite tog Soljevića i sve oko njega, ako se i to naloži. Коле, се ли е во ред? Кажи ми, што се случи со жандарите? Следа? Треба да се јавуваш секој ден во полиција? Било што да ти треба, те молам да ми кажеш. Само мир во душата, Коста. Ме уби сиромаштијата и безнадежноста. Кај да појдам за нас, аргатите секаде исто. Не знам што ќе се прави. Ти барем ја имаш невена. Работата во Скопје, партијата, пријателите. А јас? Што да правам? Пишувај повеќе. Празни си ја душата. Така ќе создадеш две добра. Едното за тебе да ти олесни, а другото за народот да го освестиш. На нашиот народ му се потребни мудри луѓе. Како е таму, Коста? Има нешто ново? Да се издава некој билтен, некој списание за партијата? Коста, има нови луѓе на наша страна? Презафатен сум на сите страни. Во синдикатите, во партијата, во литературните списанија, кај татко ми во работилница, Скопје, Белград, Загреб. Знаеш, понекогаш мислам дека носам две лубеници под една мишка. Си викам, Кочо, што сакаш бе ти да бидеш? Сакаш да си поет? Сакаш да си револуционер? Грнчар, обичен работник, не знам, син на мајка или влюбен младич? Мислам дека избравме многу тежок живот. Од друга страна пак читам некои книги, слушам некои луѓе и ме прават да се осеќам како човек. Да имавме малку повеќе пари, можеби со Нена ќе живеевме заедно. Не знам. Некако се осеќам неоправдано смелушен. Како на сите што ни се празни џебовите, така и твоите се празни, Коста. А ти си учен на малку. И да имаше повеќе. Или ќе ги раздадеше на другарите, или пак за издавање на списание. Морам додам. Имам час одење до селото. Многу да ми ја поздравиш невена. Голем поздрав и до Галугаша. Држи се. Се гледам. Ќе победиме. Повелете, господине. Како ви беше името? Galugaža. Stevan Galugaža. Нека ви е сладко јадењето, господине Галугаша. Јадете ви, а Коста ќе ви се придружи веднаш штом ќе дојде. Puno hvala. Си се растропал толку Господ да те тропне, од памет ме извади.
Се уште не се готови грнците ако си дојдем по нив. Повелете. Што сте се растропале толку ко да гори негде? Jel tu stanuje Kosta Soljević? Да, куќава е на Коста, ама тој не е овде. Отиде за Скопје. Opa! Vidi, vidi. Jednim udarcem, dve ptice. Gospodin Galogađa. Jel ste to vi? Jesam. A tko pita ako smijem znati? Jesam li što skrivio? Ma ne, niste vi ništa skrivili. Samo ste se našli na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Ti vodi ga, ti pretres. Meni zbilja nije jasno. Što je ovo, ljudi? Ja doista ne znam što sam skrivio. Razjasnit ćemo se. Што треба ова да значи? Оставете ги луѓето на мира. Одете ја псете ги вистинските апаши. Пуштете ме да си влезам дома. Одби! Нема да си ви наđете у станици. Што треба ова да значи, господа? Opa! Evo i ove druge ptice. Došle u svoj kavez. Kosta Soljević? Da li si ti Kosta Soljević? Да, јас сум Кочо Апостолов. Пуштете ми го детето. Слушаш, пезевеј! Дай, бре, не дери се. 300 кила комунјарske пропаганде. Дали ти, Коста, знаеш да е то илегално, а? Коме ова продаеш? Коста, иди узми šta ti treba. U stvari ništa ti ne treba. Idemo. А каде одиме? Idemo na jednu lepu i dugu vakanciju. Specijalno za ilegalaca KPJ-a, baš kao što si ti. Кочо! Мамо, не плачи се, ево ре. Ако ти треба нешто, другарите ќе ти помогнат. Tako je, Marija. Pomoći će ti. Tvoj sin i njegovi drugovi sada će malo biti odsutni. Ali ako nešto treba oko verenica ili mladih domaćica, tu sam i ja da pomognem. Vas dvojica, uđite unutra i pokupite svaki listić i knjigu koju nađete u kući. Kosti to više ne treba. On sada će na državnim jaslama da bude. Што ќе биде сега со тебе, Коста? Шестојануарската диктатура резултираше со жестока пресметка на кралските апсолутисти, со нас, комунистите. Беа спроведени акции за апсење низ цела Македонија. Партијата беше осакатена. Нејзините членови уапсени, а движењето разнебитено. Но пресметката не заврши тука. Властите беа решени да расчистат со сите сомнителни лица. Izvolite. Dobar dan, tko je na vezi? Mijo na aparatu. Šta vam treba? Imate poziv iz Beograda. Da. Treba da vam povežem. Da. Sačekajte malo, molim vas. Sačekat ću. Gospodine Mijo, Izvolite. načelnik Kovačić na vezi. O, izvolite, gospodine načalniče. Kako mogu da vam pomognem? Gospodine Mijo, recite mi kakve su reakcije nakon provale i hapšenja ovih crvenih majmuna.
Jel se narod buntuje? Ne znam, gospodine načelniče. I da se buntuje, i da se ne buntuje, to je to. Mi smo ih nabili svi do jedan u čorku. Kako je prošlo to sa Racinom i Galogažom? Jer se dogodilo nešto neuobičajeno? Ma ne, sve je išlo glatko i normalno. Pa hapsili smo mi i ranije, nije nam ovo prvi put, gospodine načelniče. Da. A zašto? Šta su te dve protive posebno, a? Pa to je bagra, to je obična komunistička bagra, to nisu ljudi, to su zveri. Pusti sad, morali smo da igramo tako. Kraljeva je zadnja, razumeš? Nego tamo je neka devojka, ćerka državnog direktora gimnazije u Velesu. Ovdje se priča da se i ta mala petlja sa tim Solevićem. Možeš to da ispitaš detaljno? S mesta, gospodine načelniče. S mesta. Cone! Cone, dođi brzo, Cone! Izvolite, gospod Mio, zvali ste. Pođi kod gospodina direktora gimnazije kući i privedi mi ćerku Nevenu. Razumijem, gospodine. Da li si ti Nevenka Vujić, Da, ja sam. rođena ćerka direktora gimnazije? Rodena kjerka. Morate da dođete u stanicu. Danes ne mi je dobro, kje dojdem utre. Vjetu. Polazi odmah. Bagro, izdajnička roda svoga. Kreći, krv ti se napije. Kako ti je otac? Jel dobro? Vjerojatno je dobar. U Belgrad. Pozdravi ga kad se vrati. Podsjeti ga da se vrati kod mene. Odavno nije došao. A majka? Je li ona dobro? I ta je dobra. I sestra mi je dobra. Сите се добри. А вие зошто ме довлечкавте овде? Да ме прашувате за фамилијата? Između ostalog i to. Hoćeš čaj? Kafu? Cigaru? I da hoćeš, cigaru ne bi ti dao. Mnogo gadno kašljaš. Čuj bre, jesi li ti članica KPU-a? Šta si ti? Njihova ili naša? Možda sa onim tvojim pesnikom, šta se zanosiš? Da si neka revolucionarka, a? А тебе што ти е гале чија сум? Или ти интересираше здравието на моите по дома? Измеѓу осталог, јас сум своја и на Коста. Ама дали ти знаеш чиј си? Слушай, бе. Има све да вас газим, бре. Крв вам jebem komunjarsku. Muvaš se sa tom crvenom bagrom, a? Mi znamo sve, Gusko, sve. Imamo vas na spisku do 3. pokolenja. Šta vi mislite? Da ćete da rušite kraljevinu sa tom vašom idejom o Sovjetskoj republici? Gde je sad taj tvoj Stalin da te spasi? A ti i taj tvoj Kosta završit ćete u zatvor. Ali prije toga ima da mi izrecituješ imena svih ženskih članica te vaše bedne i crvene bande. Pa нели сите не знаете? Зошто да се повторуваме? Нешто друго? Taj tvoj Kosta, taj pesnik, taj grnčar,
Jel on ruski špion? Ili ako nije, jer bar bugarski špion, a? Ajde. Ajde, reci, bre, Nevenče. Hoćeš ratluk da se malo zasladiš, a? Ajde, priznaj. Коста е писател, револуционер и интелектуалец. И не е ничий шпион. И е доволно тврдоглав за да мрази авторитети. Вие му подметнувате кодоши само за да го апсите. Може сега да си одам. Седи! Треба да ги средам песните на Коста. Пишува и проза. Не знам дали знаете. Твой Коста, какав crni pesnik, kakav pisac. Tvoj Kosta ne vredi ni 5 para. Ni za što nije dobar, osim za one partijske agenture i propagande. Čuj, zadavit ću te golim rukama. Reci, ko su drugi članovi te vaše organizacije? Но пасаран, господине. Но пасаран, разумеш? Cone! Cone! Cone, bre, krme, dođi ovamo. Izvolite, gospodin. Uzmi kofu sa vodom i osvesti je. Izgleda da ćemo se duže družiti sa Nevenom nego što sam mislio. Ajde. Razumem. No pasaran. Ме жега нешто веќе 2 дена по градите. Пресушувам, апостоле. Не знам дали детето ми е живо, дали го мачат джелатите. Ме жега нешто во душава, а пуста душа не умира. Кажи нешто. Другарите на Кочо собрале малку пари. Ги оставиле предпорта за нас. Јас мислев со тие пари да поидам во Скопје, да си го видам чедото. Ќе ме пуштиш ли јас, црна црница, да пробам да го видам Коста? Оди, Марија. Јас те пуштам, ама джандарите дали ги те пуштат? Пробај подплати ги.